ова издание. Трамп да се обиде да почитува наместо да се заканува, порача иранскиот министер за надворешни работи. Извештајот на Мулер не го намали рейтингот на американскиот претседател. Премиерот Заев и еврокомесарот Хан денеска на разговори за пристапните преговори. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Обидете се со почитување, порача иранскиот министер за надворешни работи по објавата на Трамп на Твитер дека евентуален конфликт ќе биде официјален крај за Иран. Во Виена средба Заев-Хан. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф сугерираше дека претседателот Трамп треба да се обиде да почитува наместо да се заканува. Тој одговори на неделниот пост на Твитер во кој Трамп напиша: "Ако Иран сака војна, тоа ќе биде официјалниот крај на Иран. Никогаш повеќе не се заканувајте на САД." Зариф рече дека Трамп под притисок на неговиот советник за национална безбедност Џон Болтон и израелскиот премиер се обидуваат да го постигнат она што други агресори не успееа. Американскиот амбасадор во Кина Тери Бранстад е во посета на Тибет, каде ќе се сретне со локалните власти и ќе посети места на верско и културно наследство. Бранстад се очекува да изрази загриженост во врска со ограничувањето на будизмот и зачувувањето на уникатната култура и јазик на Тибет. Тој е прв американски представник кој добива пристап до ограничениот Хималајски регион во последните 4 години. А денеска во Виена на маргините на економскиот форум се сретнаа премиерот Заев и еврокомесарот Хан. Разговараа за прашањето за датум за старт на пристапните преговори и Заев и Хан очекуваат позитивна одлука ова лето. We are working both hard to convince some still Работиме напорно за да убедиме некои земји членки партнерки во ЕУ кои се двоумат да ни дадат зелено светло за подготовка на брзо отворање на преговорите за пристапување. Еве да кажам пред јавноста дека сум уведен дека тоа ќе се случи пред летото и веднаш потоа може да почнеме со подготвителната работа. Исто така сум уверен дека пред крајот на годината ќе ги отвориме првите поглавја кои според нашата нова методологија ќе бидат поглавјата 23 и 24. Тука станува збор за владењето на правото и се што е поврзано со него. Преговорите ги почнуваме со овие поглавја и по неколку години преговорите ги затвораме со овие поглавја. Of course, I am very aware. Секако свесен сум дека има европски избори и дека извештајот на комисијата ќе биде објавен на крајот на месецот. Нема доволно време за парламентите на земјите членки да верификуваат таква одлука, но уверен сум дека ова лето мојата земја конечно ќе добие позитивна одлука и до крајот на годината ќе се отворат поглавјата 23 и 24. Рейтингот на американскиот претседател скокна за 46%, покажува најновата анкета на Галуп, што е највисока поддршка досега од почетокот на неговиот мандат. За републиканците ова е позитивен знак, но демократите мислат поинаку. Джим Малоун има повеќе. Please welcome the President of the United States. Председателот на САД Доналд Трамп го спомена резултатот од извештајот на Мулер и за време на неговата кампања во Флорида. Did you see what just happened, by the way? No collusion. Видовте што се случи? Нема соработка. Тие сакаат да продолжат со ова, но нам тоа ни носи само победа 2020. Извештајот не откри криминална соработка меѓу кампањата на Трамп и Русија во изборите во 2016. Мулер не донесе заклучок за прашањето за попречување на правдата, но исто така не го ослободи Трамп од вина, нешто што пак Трамп често го тврди. Републиканците велат дека е време да се продолжи понатаму, меѓу кои и лидерот на мнозинството во Сенатот Мич Маконел. Крај е. Можам да разберам зошто пријателите од другата страна се разочарани. Демократите во Конгресот се заложија да продолжат да прават притисок преку сослушување и истраги. Тие исто така гласа главниот правобранител Вилијам Бар да донесе налог да го достави целосниот извештај на Мулер, откако тој одби да ја даде неревидираната верзија. Ги блокираат американските граѓани да ги добијат сите информации и тоа не сме да се дозволи. Сепак, демократите остануваат поделени по прашањето за импичмент на претседателот. Импичментот е еден од начините кои водат до најголеми поделби. Ако тргнете по тој пат, треба да имате визија за успех. Експертите велат дека секој обид за импичмент ќе биде блокиран од републиканците. Импичментот има нула поддршка од републиканците и тоа ќе се покаже на претседателските избори. Сепак, дебатата за руското мешање останува присутна и во врска со наредните избори. Многу е веројатно дека ќе видиме голема излезност на гласачите на редните избори.
И покрај реакциите за извештајот на Мулер, рейтингот на Трамп останува стабилен. Тој ќе продолжи да прогласува победа, а демократите ќе продолжат со истрагите. Сепак, крајниот збор ќе го имаат гласачите на изборите во ноември следната година. Нова изложба во Музеумот во Вашингтон открива дел од турбулентната американска историја, за што се работи од прилогот на Џули Табо. Улиците околу Стоунвол Ин сега се тивки, но пред 50 години, во јуни 1969 година, во овој популарен бар за хомосексуалци во Њујорк се случи насилна конфронтација, кога неиспровоцирана полициска рација предизвика големо насилство, како што е прикажано во филмот на First Run Features. Насилството доведе до нереди и демонстрации кои траја неколку дена, што многумина веруваат дека се зародиш на модерното движење за правата на хомосексуалците. Сега нова изложба во Музеумот во Вашингтон го истражува овој турбулентен период во американската историја. Креаторката на изложбата Кристи Воловер вели дека фокусот се храбрите напори на обичните американци. Ова големо движење беше поттикнато од луѓе кои сакаат да направат промена, независно дали се работи за борба за права, за работа и служба, за истополови бракови, за парадирање на улица или славење на тоа кои сте. Джим Обергфел беше еден од нив. Тој се бореше за право за брак во Охајо со неговиот долгогодишен партнер Џон Артур, кој бил диагностициран со фатална болест. Бидејќи живеевме во Охајо, немавме право да стапиме во брак. Со медицински авион летавме во Балтимор и склучивме брак внатре во авионот. Кога разбравме дека Охајо ќе го игнорира нашиот легален брак, поднесовме тужба против сојузната држава. Врховниот суд одлучи во наша корист, а од 26 јуни 2015 година равноправноста при склучување брак стана закон. Други пионери исто така се представени преку изложбата во музеот. Табла за двајца е необично музичко дуо, чија музика истовремено го представува источниот и западниот стил. Джун Со разговараше со двајцата музичари. Ова дуо е од големо културолошко значење, особено затоа што ги доближува Америка и Афганистан. Музиката зборува на сите јазици. Гринвеј, заедно со незиниот учител и музички партнер Масут Омари свират на источниот ударен инструмент табла, секој ден во незиниот подрум недалеко од Вашингтон. И студиото е декорирано и обоено во разни нијанси. Свириме 3 различни видови музика. Класична, традиционална од Индија, како и нова музика што ние ја нарекуваме музика за новиот свет. Гринвеј е од Пенсилванија, Омари од Кабул, Афганистан. Се стретнале пред 8 години во афганистанска продавница за антиквитети во Вашингтон. Сватив дека тој е одличен музичар и сакав да ми даде часови. Тогаш не знаев каде тоа ќе не однесе. Знаев само дека имам огромна желба да научам да свирам на овој инструмент. Гринвеј се занимавала со визуелна уметност, но од секогаш била љубител на различни видови музика. Така и стасала до инструментот табла. Кога ја запознав, не разбираше афганистански, но ја разбра мелодијата и ритамот, научи многу брзо. По години интензивна пракса го формирале дуото Табла за двајца. Омари заминал од Афганистан кога имал 15 години и се преселил во Исламабад. Таму студирал табла, пред да дојде во САД 2002. Она што е необично е дека Масут во исто време и пее и свири табла. Многу е возбудливо. Дуото настапува во амбасади, музеи, универзитети, како и во нивното студио за специјални гости. Тие исто така имаат видеа на нивниот YouTube канал. Верувам дека имам важна улога во заштитата на музиката на мојата држава и да ја споделам со светот. Ова е само почеток и возбудена сум да го представам Афганистан во позитивно светло. Тука е крајот на вестите. Гледајте не и утре во истото време.